Дали обвинителката Лиле Стефанова вчера ги потврди сомнежите дека основното и специјалното обвинителство власта си ги користила како алатки за уцена кон пратеници од опозицијата за да гласаат за уставните измени со кои Република Македонија замина во историјата и стана северна. Покрај вулгарностите на вчерашното рочиште и овој дел од сведочењето на Стефанова повторно ги разбри шпекулациите за улогата на СЈО и на ОЈО под покровителство на власта во промената на името на државата. Како што кажа обвинителката во писмо добиено од Наташа Савова, таа преку Сашо Мјалков ургирала Камчев да биде пуштен во период кога било актуелно пуштење на лице од притвор поради промената на името на државата. Јас тоа и го дадов на Јанева, а таа не ми одговори, ниту пак го коментиравме повторно. Во тоа време беше актуелно лица да бидат пуштени од притвор заради некакви гласања во собранието. Сомнежи дека политичката елита на власт е вмешана во работата на обвинителите со цел гласањето на уставните измени се појави уште од како 8 народни избраници кои беа дел од ВМРО ДПМН во собранието гласаа за измените, а 4 од нив во тие моменти беа во судските клупи во улога на обвинети. Од опозицијата уште на 19 октомври 2018 година, пред да биде отворен уставот, реагираа дека власта ги користи обвинителите за уцена на пратеници. Во Македонија се апсат луѓе заради политички прогон, а денес се пробува да се тргува со нивната слобода. За возврат се бара поддршка на уставните измени произлезени од договорот со Грција. Се ветуваат парични награди за послушните, а доколку не се прифати, се местат сведоци, се креираат случаи. Се врши влијание врз блиски роднини на пратениците. Се врши заплашување. Политичкото обвинителство да обвинува, политизираното судство да суди, а Заев да договара, товари или ослободува луѓе. Со обвиненија во миговите кога се гласа уставните измени беа пратениците Елизабета Канчевска-Милевска, Сашо Василевски, Крсто Муковски и Љубен Арнудов. Поранешната министерка за култура е обвинета во случајот тендери на СЈО, а останатите тројца беа обвинети во случајот за настаните од 27 април, за подоцна да бидат амнестирани. Во овој процес претседател на судечкиот совет беше Добрила Кацарска, за која вчера Стефанова кажа дека вршила притисоци за да не му биде определен притвор на Орце Камчев. Обвинет, а сега и осуден условна казна, беше и Василија Вировиќ, син на пратеничката Владанка Вировиќ, која даде поддршка за промената на името на Македонија.